благодарам на сите, почитувана јавност, почитувани медиуми, благодарам што сте денес со нас. Денешната пресконференција ќе биде малку од поголем обем. Заедно со доктор Игор Мерџановски, министерката за образование и наука, професор Весна Јаневска, сакаме да опфатиме неколку сегменти. Првиот е во делот на лекарската грижа, за која што ќе зборува доктор Мерџановски, а вториот е од аспект на психолошката поддршка на семејствата, пациентите, за кои што повеќе ќе информира министерката. Пред да започнам јас со информирање за состојбата на контролите на Државниот пазарен инспекторат, сакам да нагласам дека како влада будно ја следиме и состојбата на социјалните мрежи, каде најпрво морам да кажам дека сочувството, емпатијата, силна и искрена желба да се помогне е разбирлива, дека е повеќе од оправдана и се разбира за огромна почит. Но во определени моменти мораме како влада да апелираме и да замолиме да не се шпекулира со информации дека на семејствата и пациентите им е потребна финансиска поддршка за лекување, затоа што тоа не е вистина. На сите пациенти лекувањето им е и ќе им биде обезбедено од страна на државата. Во овие моменти грижа од таков аспект на сите семејства не им е потребна и ќе направиме се што е во наша моќ да помогнеме во делот на здравствената нега која и како им е потребна. Се разбира, сакам и лично, но и од името на владата, на секој граѓанин, поединец, особено на волонтерите од Црвениот крст, да им се заблагодарам за несебичната помош и поддршка која што ја даваат во овие најтешки денови. Исто така, во делот на транспортот и сместувањето, сакам да информирам дека и тоа е обврска и грижа која како влада ја реализираме. Денешниот пресек е следен. Згрижени се 180 лица од семејствата на повредените кои што се хоспитализирани во странство. Воедно, во овој момент бевме информирани од страна на Црвениот крст дека се прави формално правно согласување и проценка преку која на сите семејства кои се погодени од ужасната трагедија, за почеток, ќе им биде дадена финансиска поддршка во висина од 150.000 денари на секое семејство. И истите средства ќе им бидат на располагање за покривање на тековни, дневни, најитни трошоци. Се разбира, ова не е само еднократна помош. Екипите на Црвениот крст, службата за општи заеднички работи, но и владата контактираат со семејствата на секој 3 часа, со цел да се осигураме дека нема нови несакани состојби кои што настануваат и се разбира и во идни фази континуирано во зависност од сите поединечни потреби. Сите средства ќе бидат насочени кон нив. Правиме се што можеме за да помогнеме и олесниме во овие тешки времиња. Уште еднаш апелирам и замолувам да бидеме солидарни без шпекулации кои што ќе наштетат на семејствата. Ќе продолжам во оваа пресконференција да ги дадам и информациите кои што се однесуваат на работата на Државниот пазарен инспекторат и кои се превземените активности заклучно со вчерашниот ден. Вкупно 82 контроли со записник, инаку се многу повеќе за кои што се уште трае анализата и контролата. По Законот за угостителска дејност, тука се вклучени сите од кабаре, дискотека, надзори по Законот за угостителска дејност на цела територија. Состојбата е следна: од 23 со лиценца констатирано е дека досега 13 не исполнуваат минимум технички услови, при што се изготвуваат решенија до Министерство за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај 5 правни субјекти кои што се регистрирани како кабаре диско и кои што се со истечена лиценца, а е утврдено дека работеле изминатиот период, сакам да информирам дека се издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај останатите 41 кафич клуб, кај 30 од нив се констатирани неправилности по Законот за угостителска дејност и изречени се 28 прекршочни налози и 2 затварања за пречекорување на работно време, што подразбира и платен налог. Дозволете ми сега да го повикам доктор Мерџановски да ви се обрати, а потоа и министерката за образование и наука, професор Весна Јаневска, а веднаш потоа ќе ги превземеме и прашањата доколку ги имате. Ви благодарам на сите. Докторе, повелете. Добар ден на сите присутни тука и на целата македонска јавност. На тешки денови за нашата земја. Ке пробам во овој прес да образложам како е
настана целата ситуација во врска со врзувањето на системите кои што ги згрижија пациентите од несреќата која што настана во Кочани. Јас бев прв алармиран од раководителот на ургентниот центар. Повикот беше околу 3 часот са Бајле, каде што почнавме со мобилизација на терцијерното здравство и секундарното здравство на трите болници во Скопје да се мобилизираме. Повикот од истиот момент беше алармирана владата на Република Македонија, која што исто така се мобилизираше брзо и за кратко време ги свикавме двата кризни штабови. Едниот кризен штаб беше во Министерството за внатрешни работи. Првиот состанок го одржавме околу 4 часот наутро. Во тој момент во ургентниот центар за 15 минути од повикот, некаде околу 3 часот и 10-15 минути, за 15-20 минути некаде 30 до 40% од капацитетот на лекарите, сестрите, болничарите веќе беа дојдени на работа и првите пациенти кои што беа носени од несреќата во Кочани беа дел со приватни возила и после тоа почна да се носат, да доаѓаат амбулантните возила. Во кризниот штаб во Министерството за внатрешни работи во полн состав во кој што бевме, почнавме да ги пренасочуваме сите повредени лица од Кочани. Дел беа примени во Кочанската болница, дел во Штипската болница. Голема благодарност до итната медицинска помош, која со целиот капацитет беше мобилизирана за многу кратко време. Кога заврши пренасочувањето од кризниот штаб од Министерството за внатрешни работи, се врати во кризниот штаб во клиничката болница Мајка Тереза, каде што околу 15 доктори и медицински сестри го формиравме тој кризен штаб, кој што претходно, ако се сеќавате, пред месец и пол дена Министерството за внатрешни работи, противпожарната единица, Министерството за здравство, направивме една голема вежба со слично сценарио, така да не ни беше верно дека истата ситуација ни се случува еден месец после вежбата. Исто така и хеликоптерската единица беше уклучена во целата спасувачка мисија. Почнавме да ги згрижуваме пациентите, да даваме триажа, да ги распоредуваме по клиниките на пластична хирургија, клиниката за интензивно лекување, собата за рековери, која што ја користиме исто така за интензивно лекување, клиниката за пластична хирургија и во консултација со владата на Република Македонија, со директен контакт на сите координативни тела кои што се уклучени за контрола на овие два кризни штаба, донесовме заклучок дека толку пациенти, терцијерното здравство и нашата Република Македонија нема можност да ги згрижи и да им пружи соодветна медицинска помош. Конзилиумот на кризниот штаб во клиничката болница Мајка Тереза, во кој што сите и од другите болници беа исто присутни тука, одлучивме дека треба потхитно да побараме помош. Во истиот момент на целата ова несреќа и големиот наплив на пациенти кои што доаѓа во клиничкиот центар и во другите болници, се решивме во координација со владата на Република Македонија да го отклучиме системот за цивилна заштита на Европска Унија, каде што сме партиципиенти.
стапивме во контакт со координаторот кој што се наоѓа во Македонија, побаравме помош од Европската Унија, каде што почна во истиот момент да ни доаѓаат голем број на понуди и покани, но никаде не добивме покана да сите пациенти ги сместиме во една земја или во една болница, затоа што повредите кои што се настанати во секоја болница повеќе од 4 до 5 пациенти не може да се лекуваат и да се третираат, затоа што секоја земја има систем за лекување на вакви пациенти кои што е една одредена единка во самата болница и е изолирана од сите други и повеќе пациенти од 5 до 6 не може да се примат. Така да почнаа да доаѓа помошта. Првите најкритични пациенти беа трансферирани према Србија со наши и со нивни возила. Од Република Бугарија голема благодарност ги пратија првите возила, каде што ги префрливме пациентите во Софија и во Пловдив или Варна, не ме држите за збор, за тие поединости Министерот за здравство ги има и ги кажува на пресконференцијата. Исто грчката држава ни излезе во голем пресрет, така да првиот наплив на пациенти веќе околу 11 часот почнавме со трансфер на нашите соседи. По отклучувањето на механизмот на Европската Унија за цивилна заштита, почнавме да стигаат авиони и така да ги трансферираме сите тешки пациенти кои бара сериозни услови за лекување. Друго би сакал да кажам дека клиничката болница Мајка Тереза, 8 септември и градската општа болница на првиот наплив покрај тријажата која што ја направија задржаа неколку пациенти за лекување кои што беа во подобра здравствена состојба. Друго би сакал да ја информирам македонската јавност дека последниот авион со 2 потешки случаеви беше сабајлево во 4 часот и 30 минути трансферирани и во моментов сега пациентите кои што се наоѓаат во Република Македонија се згрижени. Не очекуваме да имаме влошување на нивната состојба. Од центрите каде што ги пративме нашите пациенти, добивам информации повратни дека сега за сега бројката на пациенти е останата иста, дека немаме починат пациент. Исто така, сакам да ви известам дека денес имавме координативен состанок на кој што присуствува директорот на Светската здравствена организација за овој регион и исто така дојден беше координаторот од механизмот за цивилна заштита од Брисел, кој што на самиот брифинг, кој што го правевме со министерот за здравство, го донесува заклучокот дека конзилиумот кој што се решил да ги трансферира пациентите во соработка со сите системи кои што ги имаме и со насока на владата на Република Македонија е одличен, не поздравија и ни кажаа дека толку брзо трансферирање на толку голем број на пациенти досега немале како мисија, затоа што се работеше за многу
авиони кои што носеа по 20 пациенти, најмногу 7 пациенти. Исто така би сакал да кажам дека медицинскиот тим кој што од недела до денес за нас е се уште еден ден, се уште работи и се надевам дека во оваа мисија на спасување на нашите сограѓани ќе успееме. Ја толку би имал да кажам, па ако евентуално постои исто така да се заблагодарам на тимовите кои што дојдоа и уште првиот ден, понеделникот и вторникот, веќе беа пристигнати од Израел тимови, имавте можност да им земете нивно интервју и мислење. Од Белгија, од Србија дојдоа тимови, од Обединетото кралство се дојдени тимови и добиваме насоки во ниеден од нивните разговори не сме добиле некоја негативна оценка, која што и самите знаете, пошто дел од нив дадоа изјави за новинарите и за македонската јавност. Ви благодарам, ако имате некој прашање, ќе ви одговорам. Благодарам, доктор Мерџановски, на обсежното информирање на јавноста за текот на состојбите, а повикувам да ви собрати и професорката Весна Јаневска како министерка за образование и наука и да ги сподели деталите во делот на психолошката грижа која што се пруžа. Повелете, министерке. Почитувани представници на медиумите, сакам уште еднаш да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на починатите во несреќата. Господ да им даде сила за да ги издржат овие моменти. Нашите мисли и нашите молитви се со нив и со семејствата на повредените, на кои им посакуваме поскоро закрепнување и враќање во своите домови. Во рамки на своите надлежности, Министерството за образование и наука презема и координира активности кои можат да им бидат од помош на граѓаните во справување со предизвиците. Особено, уште од првиот ден се трудиме да им помогнеме на учениците кои се засегнати, директно или индиректно, со оваа најголема трагедија во поновата историја на нашата држава. Информирам дека во соработка со УНИЦЕФ, професори од Институтот за психологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи, Комората на психолози на Македонија и Црвениот крст обезбедивме посилна психолошка поддршка за сите ученици од државата, која ќе биде особено изразена во неколкуте засегнати општини, од каде млади во несреќата загубија браќа, сестри, другари, соученици. Веднаш по трагичните настани беа подготвени и испратени насоки до училиштата, наставниците и родителите за постапување во следниот период, односно за давање прва психолошка помош и психосоцијална поддршка во оваа кризна состојба. Насоките се достапни на сите 5 јазици на кои се изведува наставата. Формирана е мрежа од 100 училишни психолози од Скопје, но и од други градови, кои ги насочуваме кон Кочани, Виница, Штип, Чешиново, Облешево и околните места, за да ги поддржат во работата своите колеги во тамошните училишта, работејќи со учениците, со нивните родители, наставниците и воопшто со граѓаните, а постапувајќи по посебен протокол подготвен за кризна интервенција.
Во моментот 32 од нив веќе обезбедуваат директна подршка на терен. Работат со учениците, но и со семејствата кои изгубија деца во несреќата. Активни беа и во текот на вчерашниот ден. Останатите психолози денес попладне ќе имаат специјализирана обука од страна на Комората на психолозите, Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ, пошто од понеделник и тие ќе бидат распределени по образовните установи и други институции во општините кои се најмногу засегнати, но и ширум земјата. Исто така, сакам да информирам дека на веб страната на Министерството за образование и наука веќе неколку дена е поставена листа со телефонски контакти на 40 психолози, членови на Комората на психолози на Македонија, кои се постојано достапни за разговор, односно за психолошко советување. На листата се наоѓаат и наменски телефонски линии за прва психолошка помош на Црвениот крст, кои се во функција 24/7. Помош може да се побара и во центрите на Црвениот крст во секое време, како и во Центарот за ментално здравје во Кочани, каде што има представници на Универзитетската клиника за психијатрија. Во Штип на Универзитетот Гоце Делчев се наоѓа младинско советувалиште, каде што предстојуваат психолози од Скопје, кои ги посетуваат и младинските хабови. Знаеме дека бројот на стручни лица кои сакаат да помогнат во ситуацијава е голем. И секако треба и ги охрабрувам да излезат во преслед на потребите на учениците, на родителите и наставниците, и доколку ценат дека има потреба да се обратат до Министерството и Комората на психолози на Република Македонија, од каде ќе добијат попрецизни насоки, каде се најпотребни и како треба да действуваат. Комората ќе предложи да организираме специјални обуки за постапување во кризни ситуации. Тие протоколи во дел веќе и се доставени. Се разбира, доколку во следниот период утврдиме потреба за засилена поддршка на населението, ќе ја обезбедиме. Ќе направиме се што можеме и ќе спроведеме се што е од интерес, првенствено за младите, но воопшто и за сите граѓани. Дозволете да изразам голема благодарност до УНИЦЕФ, до Комората на психолози, Институтот за психологија на УКИМ, Црвениот крст за сета нивна непрегорна помош и на сите поединци кои несебично помагаат во оваа ситуација. Сите сме потресени, но и сплотени во тагата. Мораме да останеме обединети и да покажеме солидарност, обезбедувајќи ја сета неопходна помош. Ви благодарам. Благодарам, министарке. Повелата доколку имате прашања, замолувам доколку да одиме со некој редослед, доколку имате до мене прашања, стојам на располагање, а веднаш потоа и до останатите говорници. Повелата. Мита, реко, во изминатите 24 часа јас лично видов на социјалните мрежи, значи дека кружат повици за донации на членови на фамилии кои што се лекуваат во странство. Отворени се трансакцијски сметки. Дополнителна организација во Кочани дава директни трансакцијски сметки од членовите на фамилиите кои што се лекуваат, бидејќи велат дека парите кои што владата, односно ги има обезбедено преку сметката на СОЗР да им бидат доставени на семејствата, ќе дојдат многу покасно. Дали ги имате видено овие објави, дали сте во комуникација практично со овие нови хуманитарни организации кои што се, бидејќи, знаете, на две места се оддаваат трансакцијски сметки, граѓаните каде точно да донираат за да не настанува шпекулации во јавноста?
Ви благодарам на прашањето и токму таа и беше целта на мојата денешна пресконференција со која што апелирам и замолувам да ги следиме официјалните информации. Морам да констатирам дека станува збор за споделување на лични информации на семејствата кои што согласно законски регулативи, формално правно можеме да се доведеме до состојба на кој што не би сакала да поверувам дека може да направиме некоја штета поголема на самите семејства, на самите фамилии, да се злоупотреби личен податок и така натаму. Незалудно, владата уште во почетокот најави дека ќе оди на наменската сметка која што веќе Црвениот крст, кој што како долгогодишна институција која што има досие во вакви состојби, се со цел да избегнеме поголеми шпекулации или какафонија во јавноста за тоа каде да се донираат средствата, да се оди на една сметка. Постојано апелираме да се следат информациите. Ваквите состојби дека на вистина средствата се недоволни или дека имаат проблем со транспорт и сместување, дека им недостасуваат средства е нешто на што замолуваме континуирано да не се шпекулира. За таа цел се прави проценката од страна, бевме информирани од Црвениот крст дека прават проценка, анализи дека на сите семејства еднократно веднаш ќе им биде испратена финансиска поддршка која што нема тука за застане. Сите средства кои што се собрани на таа сметка ќе бидат наменати за семејствата. Да, баш поради тој факт што на социјалните мрежи кружат веќе такви активности или желба за солидарност, замолуваме да се следи официјалната сметка на Црвениот крст. 150.000 денари на секоја фамилија. Кога точно се знае дека ќе се исплатат овие пари? Бидејќи поредитност е еден главен приоритет поради кој што се отвори и оваа дополнителна хуманитарна сметка за точните трансакциски на членови од фамилиите. Точно така, јас во овој момент знам дека активно сите служби се вклучени во работа на што побрзо да се направи таа организација од формално правен аспект, но и да се направи проценката како најдобро да бидат заштитени семејствата и да стигнат средствата до фамилиите. Информирав дека и службата за општи заеднички работи, владата, но и Црвениот крст на секои 3 часа имаат редовен контакт со семејствата кои што се нивните семејства кои што се во странство и кои што се хоспитализирани во тие болници. Се со цел да видиме дали има нови несакани состојби, да алармираме брзо. Во постојана комуникација и координација сме, замолуваме да се следат официјалните информации. Уште едно прашање во однос на забраните за работа на кабарењата. Кажавте дека некои имаат активна лиценца, меѓутоа не работеле согласно законот, не ги исполнувале условите и имаат парична казна и забрана за работа. Дали освен вие две работи ќе се бара кривична одговорност кај тие што не ги почитувале законите? Јас во овој момент можам да ви ги споделам информациите кои што доаѓаат до мене од страна на Државниот пазарен инспекторат и од тимовите кои што се на терен. Се разбира целокупната постапка во делот и на казнените одредби кои што се во можност сите надлежни институции ќе бидат повикани да ги разгледаат, да се поведе секоја постапка и да се стави крај на вакво нерегуларно работење од страна на поединци. Само се извинувам, дали некој друг има дополнително прашање до мене или може да преминеме на останатите говорници? Во ред, благодарам. Министер, ќе повелате. Благодарам, Марија. Повелете. Министер, ќе кажавте дека околу 100 стручни служби се веќе во Кочани и околината и делуваат на некој начин. Можете ли да конкретизирате на кој начин? Дали граѓаните треба да дојдат до психолозите или стручните лица се оние кои што ги таргетираат граѓаните кои што им е потребна помош? Стручните лица се фокусирани на училиштата во кои што има жртви, но и во другите училишта каде што се наоѓаат браќа, сестри, родители на починатите, секако и роднини на починатите, така да во секој училиште се наоѓа по еден психолог и тие ги таргетираат лицата со кои што треба да работат. Работат групно, но работат и поединечно, се разбира неколку дена се организираат и прават распоред, но веќе функционираат, тоа е многу важно, и во групи и поединечно. Во Штип исто така на универзитетот имало потреба студентите, во неколку поголеми групи разговарале со психолозите, во студентски хабови кои постојат таму, исто така психолозите отишле, имале разговор со нив, што значи дека системот функционира, а сега, бидејќи ова е навистина посебна кризна состојба, Комората, Институтот за психологија и Црвениот крв, се разбира со поддршка на УНИЦЕФ, рековме дека ќе треба да повлечеме дополнителен број на психолози, кои токму ова попладне
ки имаат кратка обука за тоа што треба во наитните моменти да се направи, а секако тие се компетентни и знаат понатаму што да направат. Со оглед на тоа дека ова ќе биде пролонгирана траума, која не се решава во одреден број, јас им благодарам на сите нив кои што ги спомнав, затоа што тие и само иницијативно и по барање на Министерството и се пријавија и се организиравме заеднички. Одржавме 2 координативни состаноци во кои се договоривме за типот на организацијата и тие уште дента веќе тргнаа на терен. Прашање за портпаролката, може? Извинете, претходно. Сакам докрај не ми е јасно 150.000 денари за семејствата кои што имаат повреден во странство и за нивно сместување или и за сите оние кои што изгубиле некого во... За сите семејства ќе се оди со исплатата на овие кои што се наитни, дневни, тековни трошоци. Но ова, повторувам, е почеток. За сите семејства кои што имаат погодени од трагедијата во Кочани. За почеток, повторувам, сите средства ќе бидат наменети со детален план, проценка, колку, каде и како треба да се помогне. Буквално на секој едно семејство. Благодарам на сите.